Недавното пуштање на полицискиот систем Safe City и објавувањето на фрапантните бројки на прекршоци веќе од третиот ден видливо ги скрути возачите низ Скопје. Почнаа повеќе да внимаваат на прописите. Се очекува подобрувањето на сообраќајната култура да се зголемува со самото доближување на датумот од кога ќе почнат казнувањата. Поради сето ова, системот на МВР има масовна поддршка меѓу граѓаните. Сите посакуваат конечно да има завидна безбедност на патиштата. Сепак не смее да се заборави дека за побезбеден сообраќај е потребно и улиците да немаат дупки. Треба и семафорите да се синхронизирани, а знаците логички поставени. Тротоарите треба да се слободни, пешаците да не поминуваат улица каде ќе им текне. Надвор од градовите сообраќајниците мора да се средени, тунелите осветлени, уништената сигнализација да е поправена. И секако присуството на полицијата на сообраќајниците мора да биде поголемо од досега. Новиот систем не треба да значи дека тие треба да дремат во автомобилите. Таму каде што треба си има поставено лежачки полицајци. На другите места ни требаат исправени и будни припадници на МВР. Платформа за следење на проектите финансирани од владата денеска беше промовирана од премиерот Христијан Мицкоски. Тој ова го оцени како алатка што представува чекор напред во политичката култура и транспарентноста. Мицкоски истакна дека платформата овозможува секој граѓанин, општина, новинар и представник на граѓанскиот сектор во реално време да го следи текот на проектите што ги финансира владата. Премиерот нагласи дека посебно важно е што медиумите како столб на демократијата добиваат моќен алат. Со само неколку кликови, како што појасни премиерот, ќе можат да го следат секој проект, секој договор, секој рок и секоја фаза на реализација. Ниту еден проект веќе не е некаде таму, скриен во институционални лавиринти. Сега е јавен, видлив и проверлив, рече премиерот. Фирмата што ја подготвувала храната во основното училиште во Влае Димо Хаџидимов, каде што минатата недела 40 ученици беа затруени, е казнета со 900 евра. Потврдено е дека послужената мусака не ги задоволувала микробиолошките критериуми за безбедност, односно утврдено е присуство на бактерија. Ова го соопштија од Агенцијата за храна и ветеринарство, од каде што кажаа дека и во уште едно училиште во општина Карпош, каде што истата фирма подготвувала храна, се откриени бактерии. Инспектори под наредените мерки за генерално чистење и дезинфекција на објектот денес повторно земаа брисеви од работните површини во кујната, со цел утврдување на нејзината безбедност. Кујната ќе остане затворена се до добивање на лабораториските наоди со кои ќе се потврди безбедноста. Светлосна сигнализација на пешачки премини кои ќе им сигнализира на возачите за поголема внимателност е поставена во Газибаба. Градоначалникот Бобан Стевковски информираше дека сигнализација е поставена во населбите Автокоманда, Железара и Триангла, а постапката ќе продолжи и во другите населени места. Овој чекор не е само техничка обнова, туку јасна порака дека безбедноста на граѓаните е наша најголема грижа и одговорност, објави Стевковски. Во координирана акција со МВР, општина Бутел денеска во раните утрински часови отстранила бесправно изграден објект во населеното место Визбегово. Законот за бесправно изградени објекти се спроведува на целата територија на општина Бутел, нагласи градоначалникот Дарко Костовски и потенцира дека се додека тој е градоначалник, законите ќе важат за сите граѓани подеднакво, без исклучок. Инспекторатот на град Скопје почна со сеопфатна акција за воспоставување ред во јавниот превоз, ловејќи диви превозници, такси, автомобили, комбиња или автобуси што работат без лиценци, без контрола и надвор од сите прописи. Со акцијата возилата кои работат нелегално ќе бидат одземени на период од 6 месеци, а инспекторатот ќе изрекува казни со платен налог. Нашата цел е јасна и недвосмислена, да се заштитат граѓаните, да се воведе фер конкуренција и да се почитуваат законите кои важат за сите, изјави градоначалникот Орце Ѓорѓиевски. Тој најави секојдневни засилени контроли. Нападнати и ограбени две деца во градскиот парк. Имено двајца насилници под закана со остар предмет ограбиле 13-годишно девојче, а потоа еден од нив го натепал нејзиниот 14-годишен другар кој бил со неа. Во полицискиот билтен стои дека вчера било пријавено во МВР за овој немил настан кој се случил во неголемиот скопски парк. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Во спортскиот центар Идризово во Газибаба засадени се 150 садници донирани од пивара Скопје. Акцијата беше реализирана во партнерство со општина Газибаба, а волонтери од пивара Скопје активно учествуваа во садењето. Со оваа иницијатива демонстриравме што значи вистинска посветеност. Ова не е само еднократна акција, туку пример за посветено партнерство и доказ дека заедно можеме многу повеќе, изјави генералниот директор на пивара Скопје Огњен Лазич. Градоначалникот на Газибаба Бобан Стевковски го нагласи значењето на соработката меѓу локалната заедница и компаниите при реализација на вакви активности кои носат придобивки за заедницата.